Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги пријатели, денес ќе ја читаме и обработиме глава 22 од Евангелието според Лука. Во неја се опишани настаните кои претходеа на Исусовата смрт и воскресение. Всушност, сите случаи кои се запишани во оваа глава се случија еден ден пред Исусовото распнување. Тој ден сигурно беше доста интензивен, а Лука не известува само за одредени настани и делови од истиот. Тој воопшто не пишува за некои нешта кои се запишани во другите евангелија, како на пример моментот кога Господ Исус им ги изми нозете на учениците. Стих 1. Се приближуваше празникот без квасници, наречен Пасха. За време на празникот Пасха, голем дел евреи одеа во градот Ерусалим, за таму да му дадат слава на Бог за тоа што ги избави од робството во Египет. Во првиот стих од оваа глава, Лука ни дава до знаење кога се случија настаните за кои пишува. Во овој момент, Господ Исус веќе влезе во градот Ерусалим, јавајки на магаре, а поради тој момент, ние денес го имаме празникот Цветници. Стих 2. А првосвештениците и книжниците бараа начин како да го погубат, зашто се плашеа од народот. Што се однесува до овие луѓе, тие уште одамна ќе го погубеа Господ Исус, но не го сторија тоа, бидејќи тој имаше големо влијание врз народот и се плашеа од реакцијата на луѓето. Стих 3. И влезе сатаната во Јуда, наречен Искариот, кој беше вброен меѓу 12-те. Ова е многу интересен увид од страна на Лука. Тој јасно ни дава до знаење дека причината поради која Јуда Искариот го предаде Господ Исус е тоа што сатаната влезе во него, односно на некој начин беше обседнат од сатаната. Тука се поставува прашањето, дали е возможно христијанинот да биде обседнат од демон? Мојот цврсто верување е дека тоа не може да се случи, но сосема е возможно човек кој редовно оди во црква, а не е предаден на Христос, да биде обземен од демон. Мислам дека денес има многу такви луѓе. Тие редовно посетуваат црковни храмови, но во себе го немаат Христа. Таквите, колку и да се вклучени во некакви црковни активности, може да се најдат во ситуација во која ќе бидат обседнати од демон. Единствен начин на кој можеме да превенираме таква состојба е ако во нас живее Божиот Свети Дух. Стихови 4 до 6. И кога отиде, се договори со првосвештениците и началниците како да им го предаде. Тие се зарадуваа и се спогодија со него да му дадат сребреници. Тој вети и бараше згоден час, за да им го предаде без знаење на народот. Со други зборови, првичната идеја беше да почекаат народот да си замине од Ерусалим, па потоа да го фатат Господ Исус. Тие секако на крајот го фатија и на некој начин го уапсија Господ Исус во тајност, а тоа се случи откако Јуда Искариот им кажа каде ќе биде Исус со учениците. Иако до овој момент Јуда беше Исусов ученик, а и апостол, сепак на крајот застана на страна на непријателот. Стихови 7 до 13. Дојде денот без квасници, кога требаше да се заколе пасхалното јагне, па ги испрати Исус Петар и Јован и им рече: Одете и пригответе ни пасха, за да јадеме. А тие му рекоа: Каде сакаш да приготвиме? Тој им рече: Ете, кога ќе влезете в град, ќе ве сретне човек со стомна вода. Одете по него во куќата каде што ќе влезе и кажете му на домакинот од куќата: Учителот ти вели, каде е собата во која треба да јадам пасха со учениците своји? И тој ќе ви покаже голема одаја, послана, таму пригответе. Кога отидоа, најдоа како што им беше рекол и ја приготвија пасхата.
Некои толкувачи на писмото сметаа дека оваа случка е чудо, мислејќи дека овој човек немал никаков контакт со Господ Исус, а сепак за него и учениците подготвил соба и трпеза за да ја празнуваат Пасхата. Мое лично убедување е дека тука не станува збор за чудо, туку ова е еден од Исусовите ученици и следбеници, на кого или Господ Исус му кажал дека ќе ги донесе учениците во неговиот дом, или пак самиот човек се понудил да биде нивни домакин за Пасха. Стихови 14 до 20. А кога дојде времето, тој седна на трпезата заедно со апостолите и им рече: Од се срце сакав да ја јадам оваа пасхална вечера со вас, пред да пострадам. Зашто ви велам, нема веќе да јадам од неа, додека не се исполни во Царството Божјо. Тогаш ја зеде чашата, заблагодари и рече: Земете и разделете ја меѓу себе, зашто од сега нема повеќе да пијам од лозовиот плод, додека не дојде Царството Божјо. Потоа зеде леп и заблагодари, го прекрши и им даде, велејки: Ова е моето тело што се дава за вас. Правете го ова за мој спомен. Исто така и со чашата по вечерата, велејки: Оваа чаша е новиот завет со мојата крв, која се пролева за вас. Во овој момент Господ Исус ја воспостави причеста, која до ден денешен вистинските христијани редовно ја земаат. При ова воспоставување на причеста, Господ Исус зеде леп и вино и кажа дека тој леп и тоа вино се неговото тело и крв. Како што евреите со векови наназад земаа одредени намирници кои ги подсетуваа на моментот кога Господ ги избави од робството во Египет, така од овој момент Господ им заповеда на своите ученици да ги земаат лебот и виното во сеќавање на неговата жртва, која допрва требаше да се случи. Затоа, кога се причестуваме, тоа мора да го сватиме многу сериозно. Земањето на лебот и виното не треба за нас да биде само обичен ритуал, туку време кога со вера и покаяние се сеќаваме на Христовата жртва дадена за нас. Причестувањето е свет чин, на кој треба да му пристапиме со сета сериозност. Стих 21. Но ете, раката на оној што ме предава е со мене на трпезава. Во однос на овој стих, многу толкувачи велат дека Јуда веќе беше заминат пред Господ Исус да ја воспостави причеста. Јас го верувам истото. Но, како тогаш да го сватиме тоа што Лука прво пишува за тоа воспоставување на причеста, а потоа читаме како Исус зборува дека еден од присутните ќе го предаде? Мислам дека одговорот е следен. Лука нема намера да ни даде хронолошки редослед на сите моменти од таа вечер, туку ни дава до знаење што се случи. Стихови 22 и 23. Синот човечки пак заминува според она што е определено, но тешко му на оној човек што ќе го предаде. И почнаа да се прашуваат меѓу себе, кој ли ќе е од нив што ќе го направи тоа? Интересно е тоа што сите ученици почнаа да се прашуваат дали некој од нив ќе биде предавникот. Добро е тоа што беа доволно доблесни да знаат дека во секој од нив има потенцијал за такво нешто. Денес има многу луѓе кои велат дека никогаш не би го сториле тоа што Јуда го направи. Не сум сигурен. Мислам дека во секој од нас има потенцијал при одредени услови да направиме такво зло. Ова го велам за да бидеме свесни за своите слабости, а и за нашата потреба од Божјата сила. Стих 24. А се појави меѓу нив и расправија кој од нив да се смета за поголем. Овој стих ни дава до знаење дека многу брзо дебатата помеѓу учениците тргна во сосема поинаква насока. На некој начин, преку овој стих, дознаваме дека и покрај тоа што минаа 3 години со Господ Исус, во некои аспекти тие се уште беа незрели
и имаа потреба да научат што е навистина важно. Стихови 25 до 27. Но тој им рече, царевите владеат над народите, а оние што управуваат над нив се викаат добротвори. Вие пак, немојте така, но поголемиот меѓу вас да биде како најмалиот, и тој што е старешина да биде како слуга. Зашто кој е поголем, тој што седи на трпезата или оној што послужува? Зар не е оној што седи, а јас сум меѓу вас како слуга? Со други зборови, Господ им вели, јас се понизив. Тој себе си се споредува со слуга. Иако го нарекуваа учител и господар, сепак, во суштина неговото доаѓање на оваа земја беше со цел да ни служи нам луѓето. Наместо ние луѓето да му служиме нему, тој прво нам ни послужи. Сега ние сме повикани поради благодарност да му служиме за тоа што тој го стори за нас, но да не заборавиме дека тој е оној кој презеде иницијатива, кој го направи првиот чекор, кој направи се што беше потребно за нашето спасение. На некој начин би можеле да кажеме дека тој ја подготви трпезата на спасението, а нам не повика да седнеме и уживаме во неа. Стихови 28 и 29. Но вие сте оние што издржавте со мене во моите напасти, и јас ви ветувам, како што ми вети мојот Отец, Царство. Мислам дека апостолите ќе имаат посебно место во Божјото Царство. Тие се на некој начин мостот помеѓу Стариот и Новиот Завет. Од една страна живееа во Старозаветното откровение, но од друга страна беа повикани да го шират и Новозаветното. Тоа не значи дека тие го заслужија своето место во Царството, бидејќи секој кој ќе биде дел од тоа царство, ќе биде таму само поради Божјата милост. Ќе продолжиме со читање на текстот. Стихови 30 до 32. За да јадете и да пиете на трпезата моја во царството мое, и да седнете на престоли и да им судите на 12 Израелови колена. И рече Господ, Симоне, Симоне, ете сатаната посака да ве сее како пченица, но јас се молев за тебе, за да не се изгуби твојата вера, а ти, кога еднаш ке се обратиш, укрепи ги браќата своји. Ова се навистина интересни зборови, бидејќи ни ја откриваат волјата на сатаната за апостолите. Господ Исус вели дека сатаната посака да ги сее како пченица, односно дека пред нив следуваат сериозни тестови и искушенија. Додека апостолите се расправаа кој помеѓу нив е најголем, Господ Исус им дава до знаење дека треба да бидат будни и трезвени, бидејќи за нив допрва следуваат тешки времиња. Патем, во некои преводи се вели дека сатаната побарал да ги сее како пченица, а тоа ме потсеќа на книгата Јов, кога сатаната побара од Бог дозвола да го искушува. Но, сигурно забележавте и дека Господ Исус му се обрати директно на апостол Петар. Предпоставувам, причината за тоа е фактот што Петар ќе биде ставен во искушение 3 пати да се одрече од Исус, а и 3 пати ќе го стори тоа. Господ Исус му вели откако ќе се обрати да ги укрепи своите браќа. За какво обраќање станува збор? Дали тоа значи дека до овој момент Петар воопшто не бил верник? Не, туку ова обраќање се однесува на моментот кога тој ќе се покае за тоа што 3 пати ќе се одрече од Господ и кога неговата вера ќе биде обновена и зајакната. Покрај другото, Исус му вели на Петар дека се молел за неговата вера да не се изгуби. Знаете, во писмото се вели дека до ден денешен Господ Исус посредува пред небесниот татко за сите кои се негови следбеници. Тој се застапува и моли и за нивната вера за да не сгасне или да не ослабне. Една од Исусовите молитви за христијаните е запишана во Евангелие според Јован, глава 17. Всушност,
Тоа е најдолгата Исусова молитва запишана во писмото. Таму тој му вели на таткото: не се молам за светот. Зошто Исус не се моли за светот, кога самиот тој кажува дека таткото го прати во светот? Поентата е дека Господ Исус се моли и застапува за оние кои му веруваат, а оние кои му веруваат, поради неговите молитви и сила, можат да бидат добро сведоштво пред луѓето од светот. Не знам за вас, но мене ми дава утеха фактот што Господ Исус не само што го даде својот живот за мене, туку до ден денешен сум дел од неговите молитви. Тој му вели на апостолот Петар дека се молел да не се изгуби неговата вера. И како што може би знаете, верата на Петар на вистина не се изгуби. Да, имаше моменти кога беше слаба, но сепак тој остана во Божјата благодат. Исто така, важно е тоа што уште пред да падне во грев, Господ му кажа на апостолот Петар дека има за него задача и повик откако ќе падне во грев и ќе се покае. Во одредена смисла, не само Петар, туку сите ученици му го свртеа грбот на Господ Исус, бидејќи сите се разбегаа од него. Но, очигледно е дека на Петар му беше дадена одговорност за грижа за своите браќа откако Христос ќе се вознесе. Знаете, неретко ќе се случи Бог да не повика да им служиме на оние кои минале или минуваат низ истите искуства кои самите ние сме ги доживеале. Како што Господ Исус му кажа на Петар да ги укрепи останатите апостоли, така некогаш Бог ќе не повика да ги охрабриме и укрепиме оние кои ги направиле истите гревови и грешки како нас. Тоа е една од причините поради која јас не можам да им сведочам на зависниците од алкохол. Мислам го имам споделено ова со вас, но еднаш кога разговарав со еден алкохоличар за Христос, тој ја стави неговата рака на моето колено и ми рече: ти си добар и мирен човек. Очигледно е дека не ме познаваше и затоа ми кажа дека сум добар, но со тоа тој човек сакаше да каже дека јас не знам како му е нему, дека не сум ги искусил неговите борби на своја кожа. Затоа направив нешто друго. Отидов кај еден пријател кој порано беше зависен од алкохол, а сега е посветен христијанин, и му ја објаснив целата ситуација велејки: јас не можам со тој човек да разговарам за Господ Исус. Пријателот ме праша: зошто го велиш тоа? Одговорив: затоа што смета дека не го разбирам, бидејќи никогаш не сум бил зависен од алкохол, но ти порано беше, а сега Господ те исцели. Затоа оди и разговарај со него. Знаете што се случи? Мојот пријател отиде да разговара со тој човек и тој разговор помина многу подобро. Затоа Господ Исус му вели на Петар да ги укрепи браќата. Тоа не значи дека Господ Исус го одобрува гревот на Петар, туку му дава задача да ги охрабри оние кои паднале во истиот тој грев и на кои им е потребна обнова. Петар беше самоуверен, мислејќи дека ништо нема да го натера да се поколеба во однос на Господ Исус. Стихови 33 и 34. А тој му одговори: Господи, готов сум да одам со тебе и в затвор и во смрт. Но тој му рече: ти велам Петре, уште пред да запее денес петелот, ти 3 пати ќе потврдиш дека не ме познаваш. Јас верувам дека Петар беше убеден дека нема да се одрече од Господ Исус, но сепак не беше свесен за своите слабости. Уште истата вечер се исполнија зборовите на Господ Исус и Петар 3 пати се одрече од него. Тука ќе го завршиме денешното проучување. Во следното ќе видиме кои настани следуваа после оваа пасхална вечера. Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал,
и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.